Ова е решение со кое се задолжува врзникот Љубе Бошковски на Македонската радио телевизија да ја плати 1560 денари, плюс има уште едно со кое се задолжува за некои 390 денари, вкупно околу 2000 денари отприлика му доаѓа. Господине Бошковски, повелете, ќе ја платите ли сметката која законски изгледа дека треба да се плати? Па јас како легалист, како човек кој ги почитува законите, како правник, сметам дека ова согласно за жал со законот, но овде имаме еден феномен. Овде го имаме феноменот на Марсел Пруст во потрага по изгубеното време. Овде се изгубени неколку години за да се дојде до почитувањето на законот. Се поставува прашањето кој не го почитува законот. Дали е тоа Македонската радиотелевизија, која од донесувањето на законот, веќе колку што ми е познато, од врската за плаќање телевизија се поминати 3 години, до денес тоа не се случило. И тоа се случува во еден чуден и тежок период, кога Македонската радиотелевизија како јавен сервис го изврши до сега најинтересниот линч кој во поновата историја, во историјата на Македонската радиотелевизија се уште се нема случајно во овие, мислам, 50 на години од постоењето на телевизијата. Имаме случај кога државната телевизија надвор од сите утврдени шеми, од надвор од уредничката политика, 11 пати емитуваше емисија која беше наменета исклучиво против мене. Јас нема да го платам, нема да ја платам оваа сметка. Како се почувствувате кога излезете таа најава за предавството на Љубе Бошковски? Па сигурно дека тоа не е пријатно затоа што најмногу, односно Македонската телевизија ја гледа иселена Македонија. И сигурно тоа беше за нив голем удар, додека се до тоа ние направивме напор да го објасниме на пресконференции, да излеземе со својата јасна аргументација. Помина период, поминаа 10 дена. Во тој период господинот Томиќ и неговата продукцијска куќа Александар Македонски, која добива, замислете, од овие пари што јас треба да ги дадам за да ме напаѓа Томиќ, Томиќ добива 150.000 евра годишно. 150.000 евра народни пари за да се изживува. И жално е денеска телевизијата да биде обичен мегафон на актуелниот режим. Добре, морам да ја прашам, многу експерти тврдат дека таа Македонска радиотелевизија од осамостојување намалу била или Бранковизија, или Љупчовизија, или сега Грујовизија. Кој е тој, каква е таа привлечност? Вие бевте исто во политиката, бевте на власт. Која е таа привлечност да се биде Македонска радиотелевизија да се држи под таква контрола, каква се држи, каква што и вие самите ја констатирате сега? Сигурно дека во еден период на нашето владење, дека Македонската радиотелевизија беше, условно кажано, ваш мегафон. Наш мегафон. Но ова е веќе неспоредливо. Ова е неспоредливо ниту со времето на Хари Костов, ниту со времето на Бранко Црвенковски, ниту од времето на Киро Глигоров. Ако сакате, во овие 20 години... Вирусот еволуира. Он мутира и се претвора во форма која ја станува... За жал, кога велам за жал, јас секогаш го давам својот личен пример. Јас сакам другите да учат на мојот пример. Бидејќи јас ги поминав тие животни осцилации. Многу гледачи дека не гледаат, сами ќе речат дека што се жали Љубе Бошковски на Томиќ кога тој беше многу близок со него. Па, тоа е точно, за жал. И не само со Томиќ, и со многу новинари кои беа феноменални, полтронизирани типови. Знаете, кога си на власт... Ви пријани тогаш, кога вие суетата вие тапша? Да, суетата е убаво кога се подхранува. Сите ние сме на одреден начин суетни. И кога правам споредби
Јас велам дека имам многу пропусти. Една од моите големи пропусти е таа што не сум можел на време да ги проценам луѓето. И можеби тој занес, таа моќ, таа политика која ти дава сила и која ја црпиш од функцијата, можеби сум си дозволил да прифатам и такви комплименти од многу кои сум ги мислел за пријатели, кои сега изненадено за мене зборуваат за Љубе Бошковски како предавник. Тоа е страшно. Добро, господине Бошковски, после сите искуства кои еве вака отворено сега ги соопштувате, што е да начин доблесно, има ли изгледи МРТВ да биде јавен сервис во вакви едни политички констелации во Македонија, во констелации на ваква политичка култура? Мораме да направиме се, тоа е на крајот и упатство од Европската комисија, дека ние мораме да имаме јавен сервис кој ќе биде достапен и објективен за сите граѓани на Република Македонија, каде што нема да има фаворизирани политичари или политиканти кои ќе злоупотребуваат телевизијата за промовирање на идеи кои се спротивни на крајот спротивни на духот на демократијата и на она што представува македонска иднина. На овој начин ние се враќаме 40-50 години наназад. Ние се враќаме во едно тоталитарно време, каде што знаете, во една соседна држава која сега е членка на НАТО и за која ние во едно време велевме, имавме подбив дека е на запад, тоа е денеска државата Република Албанија, каде што вестите започнува со добро вечер председателе Енвер Хоџа. Значи, ние живееме во време каде што вестите започнуваат со добро вечер Николај Груевски. Мислам дека тие времиња се минати, дека ние треба да гледаме, да живееме денес и да гледаме за македонската иднина, а не на ваков брутален начин сега да го применуваме законот и да вежбаме закон после 3 години. И сега обврзнику Бошковски, која ќе плати това фактура? Па, кога ќе добијам првата плата, јас сум невработен и веројатно ќе морам да бидам во категоријата на невработени и на тој начин да бидам ослободен од плаќањето на такса. Треба да го простудирам законот. Да, ви плаќа ли еден ден предплатата на МРТВ? Да, сигурно што еднаш велам дека јас како човек сум емотивно врзан за македонската радиотелевизија како прва телевизија и доколку таа биде сервис независен, јавен сервис, сигурно дека ќе плаќам. Но да му плаќам на Томиќ за хонорари, за да најбрутално ме напаѓа мене и сите неистомисленици на актуелниот режим, сигурно нема да плаќам. И благодарам. Јасно.